Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова е емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи ви имате право да знаете вистината. Работниот наслов на нашата вечерашна емисија Васил Тупурковски, од Титов наследник до кандидат да заврши во еден од македонските затвори. Или поточно кажано, сите контраверзи на политичката кариера на Васил Тупурковски, како се делени теванските кредити, дали бил американски шпион при распадот на СФР Југославија, дали водел тајни преговори за името, дали водел преговори за конфедерација помеѓу Македонија и Грција и што ли уште не. Останете со нас во наредните 50 минути да го проследите нашето вечерашно досие. Господине Тупурковски, дали сте загрижен дека може да завршите во затвор? Сакате искрен одговор, знаејќи дека во оваа земја на секој граѓанин му стои една таква опасност, затоа што нема правна држава, загрижен сум. Нормално. Меѓутоа едно е загриженост, друго е страв. На крајот, значи, човек кој требаше да биде наследник на Јосип Брз Тито, вие може да завршите во затвор. Па, ја мислам, во многу средини можни наследници би имале таква судбина, овдека треба да заврши една кариера, очигледно на драматичен начин. Истражувајќи го вашиот случај и до одредени сознанија до кој дојдов, јас би бил сериозно загрижен да сум на ваше место. Изгледа Васил Тупурковски треба да биде крупната риба која ќе биде ставена во затвор, со која ќе може владата да каже во Брисел дека е расчистила со корупцијата, можеби во сопствените редови. Ќе сгрешат, јас ќе ви кажам зашто. Јас ги водев и ги завршив успешно преговорите за асоциација со Европската унија, што не ги отвори вратите денеска да бидеме кандидат. Да, ма вас не ве тужат за Европска унија, вас тужат за тајнски кредити. кредити. Сакам да кажам друго, Европа ме знае и тешко ќе може на Европа да ја представат големата риба како нешто негативно, бидејќи изворедно ме знаат 10-15 години. Зашто сака да ве стават во затвор? Кој сака да ве стави во затвор? Треба да заврши една кариера која што останува потенцијална во Македонија. Мене ме карактеризираат значајни резултати во борбата за националните и за државните, па и за економските интереси на Македонија. Имате конфликт со Никола Груевски? Не. Гледам сака да ве сменат. Ја не сум конфликт. Сакам да ве сменат и во Олимписки комитет, кај што се некаде 15 години председател. Комитет нема таков тип на тамо ви прават одредени тешкоти, сплетки, да употребам најблага некоја формулација. Искрено, Олимпискиот комитет е потполно независен, бидејќи ни еден единствен денар, ни една влада не му доделила во 17 години постоење. Според тоа, бил ли член Никола Груевски на Демократската алтернатива кога ја формира Васил Тупурковски? Јас не сум видел таков документ, иако многу луѓе тоа го зборуваат, така да за мене било ирелевантно. На крајот од криштото, ако имаме демократски амбиент, зашто и да не биде? Дали министерката за внатрешни работи денешна таа била. Значи вие сте биле добар расадник на кадри. Па да ви кажам искрено, единствена шанса за алтернатива во Македонија беше родена во 98-та со демократска алтернатива. Господине Колемишевски, дали во една реченица може да се дефинира Васил Тупурковски, која веќе не успеавме во изминатите 20 години да го дефинираме? И како вие би го дефинирале денес Васил Тупурковски? Васил Тупурковски е доста интересна појава во македонската и порано во југословенската политика. Меѓутоа, факт е дека Васил Тупурковски не ги искористи дадените шанси. Зошто? Аз речиси никој политичар во Република Македонија немал такви шанси, то не еднаш, туку повеќе пати, а кои што остана не искористени. На крај Тајван ја запечати судбината на Васил Тупурковски. Не знам што ја запечати судбината на Васил Тупурковски. Односно политичката кариера. Прво сам си ја запечати. Та мислам тука прво сам си ја запечати, меѓутоа факт е дека тој беше поразен на многу полиња. Господине Тупурковски, имате ли представа дека кога бевте на власт 1999-2000 година делевте кредити кога сте дедо Брас во Република Македонија? Па тоа е клучното политичко обвинение. Од првиот ден на тајванскиот проект уследија неколку обвиненија кои што требаше да бидат, да речам, составен дел на една сериозна пропаганда. И таа даде резултати. Циле лажеше, Циле не ја прикажа милиардата и Циле ги делеше кредитите. Ништо од тоа не е точно. Имате ли представа колку кредити сте поделиле 99-2000 година? Јас не сум поделил ни еден единствен кредит. Како директор на Агенцијата за развој. Вие давте многу пари. Не, банката ги делеше кредитите, банката беше обрзана со договор со нашата агенција, тоа да го прави по законот за банкарско. Еден голем дел од договорите сте вие подпишани. Тоа не се банкарските договори. Го познате ли Трајчо Димов? Практично да разговараме. Го познавам. Трајчо Димов е сопруг на вашата сопартика Наталија Димова. Не повеќе, да. Која после замина во друга партија. Меѓутоа во тој период кога го добила кредитот, таа е членка, висок функционер и пратеник од редовите на Демократска алтернатива. Еве го договорот. Да. Договорот пишува дека агенцијата е представувана од доктор Васил Тупурковски. Подпишан на Трајчо Димов. Еве што ви остава ко гаранција. Ова изјава, можете да ја погледнете. Дали тоа ви изгледа нормално, господине Тупурковски?
Тоа остава како гаранција дека ќе биде наплатен кредитот ако не бидат враќани ратите. Тоа е навистина една смешна ситуација. Пишува е тука, може да прочитам за гледачите, изјавам дека во рок од 7 дена предпријатието ќе достави хипотека 1:1. Значи, Да ви кажам зашто околу, е тоа, да ви како кажам гаранција зашто за одобрување девизен кредит, без да ви ни кажам дата, зашто без тоа ништо. воопшто не е ненормално. Затоа што агенцијата не даваше кредити. На крај крајва тие пари тешко се наплаќаат од господин Не е Тупурковски, точно. и зато Не е го точно. обвинуваат. Не е точно. Јас да ви кажам што е клучно давале прашање. кредити Не. без никакви критериуми и после државата од тоа има големи штети. Тоа е обвинувањето. Воопшто не е точно, иако со вакви тези се настапува, тогаш се оди на воденицата на таа злокобна пропаганда. Ние имавме формално правни односи со банките. Банките работат по законот за банкарско работење, тие знаат што е хипотека, тие знаат како да ја обезбедат и тие знаат како да ја наплатат ако некој не ги враќа средствата. Значи ние нити делевме средства, сметате дека нити банките- можеме да ги дека обезбедиме банките се виновни? кредитите. Па банките има огромна корист од тајванскиот проект. Станува збор за две банки, Радо банка која е пропадна. Точно зборувам за и две станува комерцијални збор банки. за Тие има Слопанска банка. огромна корист од тајванските проекти. Дали Еви зошто? Дали е Еви нормално? зошто? Ќе ја прашам, ќе ви дозволам. кажи. Дали е нормално преку 95% од кредитите, тие 20 на милиони долари кои се поделени, да завршат во раците на членови на Демократска алтернатива и помалку членови на ВМРО ДПМН, ние ако ги- банките ги давале тие кредити? Ние ги обелоденивме сите бројки, сите имиња и сите еве го, показатели во например- 2002 година. например, Ако направите анализа, Термоскопје, Да. 200.000 долари добиени. Станува збор за Љупчо Јанушев, ваш пратеник. Подоцна при направење на ново да ви мнозинство кажам преоѓа нешто, на господин редот Ефтов, тоа не е тоа не е на Љупчо денеска на Ѓорѓиевски. дневен ред, затоа што меѓу тие што добиле кредити има припадници на сите партии и има непартиски луѓе. Например, Вања Битолјану, ваш пријател, добива 75.000 долари за Ер сервисот. Миле Тепих, значи човекот во чие седиште се прави всушност Демократска алтернатива, добива 250.000 долари без никакви гаранции. Не се ни вратени тие кредити. Тоа ви кажам ја цело време, значи луѓето од Демократска алтернатива се обогатија со тие кредити. Не, никој не се обогатил со тие пари. Ревизорскиот извештај кажува колку пари не се вратени. Со тие пари се обогатија само банките во Република Македонија, бидејќи ги добија со 3% камата и со 7 години грејс период, а ги даваа со 8% камата и со само една година грејс период. Јас сум во агенцијата 9 месеци. Еве тука пред мене има еден договор во вредност од околу 3 милиона евра, потпишан помеѓу вас и Стојан Трајановски од фирмата Тикон, кој е во иста влада со Јован Лазаров Реган, кој беше вас заменик во првиот период во агенцијата за обнова и за развој. Дори имат некоја мешовита фирма заеднички формирана. Ниеден од тие договори не е потпишан од мене. Не затоа што јас сум избегнувал подпис. Мислам дека е ваш подпис. Не затоа што сум Дали овога? Во овој случај да, меѓутоа јас сум потпишал 3 или 4 договори, не случајно, не затоа што сум бегал од Затоа велам, не ми се буните, доаѓам спремен на секој интервју. Не, Ако ви кажам дека ворете. сте потпишале, Не, ворете, но сакам да ви кажам сомневате во мене. Објективно не бев во ситуација да бидам сериозен учесник во тој процес, бидејќи јас во агенцијата бев само 9 месеци. Всушност станува збор за два договори потпишани со фирмата Тикон, еден во вредност од околу 2,9 милиони германски марки и вториот во вредност од околу 700.000 германски марки. Едниот е за купување на стоки и јуници, а вториот е за купување на пилиња. Приказната е многу интересна, бидејќи партнерот на Васа Топурковски, односно заменикот на тогашната агенција за обнова и развој Јован Андонов Реган, е во исто време партнер на сопственикот на фирмата Тикон и заедно имаат формирана фирма Сибра, од каде што Јован Андонов Реган е всушност префрлен да работи подоцна како заменик директор на агенцијата за обнова и развој. Третиот партнер во таа фирма е поранешниот градоначалник на Битола Силјан Мицевски. Или еве ако читаме тука Феликс Команова, значи таткото на Филип Петровски, нека 200.000 долари. Тоа не е демократска алтернатива. Значи велам најголем демократска алтернатива или да речеме Па еве гледаме колку ги имате обележено, немате повеќе од 10, а беа дадени 90 кредити. Или еве фирмата на Миле Тепик 190 и 60.000 долари. Тама ја формиравте демократска алтернатива во таа. Не, да ви кажам сега. Најпрви немаме ни една причина да дискриминираме ни членови на демократска алтернатива. Второ, тоа е прашање на објективен или возможен судир на интереси, што е политичка категорија. И трето, не е криминал затоа што банката требаше да процени дали и под кои услови, посебно обезбедувајќи ги кредитите, ќе ги даде или не. Според тоа, нашиот дел во тоа е водење на политиката на владата, а не на кредитната политика. На врвот на таа тајванска експлозија кредит на Васа Топурковски делеше кредити во Република Македонија како Дедо Мраз. Поголемиот дел од тогашните високи функционери на Демократска алтернатива се офајди од таа тајванска експлозија на кредити. Станува збор за еден полог список со имиња на кои се наоѓаат имињата на тогашните пратеници Чедо Петров, неговиот брат Наталија Димова, Љупчо Јанушев, блиските пријатели на Васо Топурковски, Вања Битолјану, популарниот Миле Тепих и кои ли се уште не.
Ја не мислам дека вие сте земале пари и дека се земале провизија. Не, па тоа никој не ме обвинува, нити може да ме Значи, одма да расчистиме. Јас сметам дека сте биле крајно несмасен и неорганизиран, па дури несериозен во давање на тие кредити. Тоа е политичка класификација, значи тоа не е кривична. Тоа е и човечка, сега ќе кажам обратно. Бидејќи вие за тоа и политичката цена ја плативте, бевте декласирани на изборите. Меѓутоа сепак сметам дека се давани толку кредити, дали се банки, кои на крај завршија во џеповите на луѓе на Демократска алтернатива и што е најтрагично, при она ваше излагање од власта тие луѓе ве напушти и отидоа на другата страна. Основно е дека банките мора да ги побараат парите назад. Значи за тоа има средства во кривично гонење, во банкарско гонење. Банките велат имало лоши хипотеки и не можеле да ги вратат парите назад. Јас ви покажав една хипотека. Вие гледате, тоа е изјава која не е ни заверена на нотар, која нема ни датум, како можете вие денеска или било кој да добие кредит од банката со лоша хипотека? Не може. Според тоа не можело ни тогаш. Законот е истина. Банките велат дека вие сте им доставувале спискови на кои луѓе треба да се дадат хипотеки, односно вашите заменици. Денеска да ве препорачам за кредит, да ви потпишам, одите земите кредит. Немате теоретска шанса. Не знам дали имате уште пари, ако имате уште пари би можеле. Не се парите наши, нити биле на наша сметка. Да инвестираме во нова опрема, во парите не биле наши и не биле на наша сметка. Парите биле на Македонија и биле на сметки на комерцијалните банки. Агенцијата со ниеден документ не е овластена да располага со тие пари, нити можела да ги даде тие пари. Потпуно е јасна ситуација. Ајде човечки да ве прашам. Најчовечки. Дали знаевте дека вашите блиски пријатели добиваат кредити од вас? Апсолутно сум бил во тек, ја не бегам. Вања Битолјано добил кредит. За Вања Битолјано ако добил многу подоцна. Сервис, значи $75,000. Миле Тепик доби кредит. Да. Наталија Димова доби кредит. Тама се што е на дневен ред? Кој прашање е на дневен ред? Ние зборуваме за тоа како морале да се обезбедат кредитите и за тоа мене ме гони Македонија. Добро, седите ли секој ден да играте табла се уште во Драмски театар? Седам, апсолутно. Ке Мичо Егејецот. Да. И тој доби околу $26,000 кредит. Затоа што имаше бизнес. Го врати ли кредитот? Не знам. Па не е моја работа. Сте го прашали ли господин Тупурковски? Секој не сум го прашал и верувајте, затоа што... Јас ви велам дека него има се уште вратено кредитот. Па зашто не го врати? Зашто не ја прашате банката? Зашто не ги искористува своите можности да ги возврати? Како може да се дадат кредити без обезбедени хипотеки? Јас тоа цело време морате да прашате банката. Јас не сум банка, јас никогаш не сум бил банка. Агенцијата немала ингеренции во банкарската сфера. Клучното прашање е зашто банките не се обезбедиле, биле должни дури и во договорот со агенцијата преземаат да работаат по основи на законот за банкарство, не ти може да го суспендираат. Едно. Второ, каде се парите од нивниот профит, бидејќи ги манипулирале парите, ги оперирале парите 7 години, а ги наплатиле со 8% камата, а ги примиле со само 3% од Тајван, 7 години не ги враќале на Тајван, а само 1 година ги чекале од своите клиенти и создадени се средства кои што се крупен капитал и заработувачка. Според тоа, ниеден елемент на кривично дело нема. Прво, ја не сум бил банка, нити сум можел да одлучам за квалитетот на осигурувањето, на гаранциите, на хипотеките. Второ, банките имале договор со мене и морале да се придржуваат до тој договор, што е законската сфера, каде што и не може да ги суспендираат. И трето, имаат профит, а не загуба. Нема ни еден елемент на кривично дело. Ова е гонење за да се исполнат некои стари политички апетити спрема Тупурковски. Што господин Тупурковски ви велите вака, парите се дадени, најголем дел завршува во рацете на ваши блиски пријатели, вие не носите кривична одговорност, бидејќи за тоа се задолжени банките, меѓутоа тие пари не се враќаат и државата треба да ги плати. Не е точно дека државата треба да ги плати. Една толку чудна и незгодна ситуација. Парите се потрошени, никој не ги враќа, Васе Тупурковски вели јас нема кривична одговорност, имам политичка одговорност. Ајде тога сите да имаме политичка одговорност и да даваме така капом и шаком пари кој оде до мраз, да се богатат наши пријатели, а подоцна ќе речеме јас носам политичка одговорност. И што има државата корист од таа ваша политичка одговорност? Не е така, воопшто не е така. Прво, од 93 кредити, само 3 или 4 се доделени додека јас сум бил директор на агенцијата. Значи тоа мора да се земе пред да се направи точна анализа. Кој бе заменик на таа функција? Мола? Антонио Биков. Тој беше ваш заменик и висок функционер на Демократска алтернатива. Тоа не е битно, тој кој е заменик на таа позиција не е функционер на Вие како партиски лидер имате битно влијание врз целата таа политика и понатаму. Да ви кажам нешто. Прво луѓето кои ќе дојдат на државни или на некои квази државни функции како што беше оваа. Вие бевте господин Тупурковски потпредседател на владата. Во втората година. На секој договор пишува дека Агенцијата за обнова и развој во име на македонската влада ги склучува тие договори. Значи вие на влада сте ги имале тие податоци, вие не може да се амнестирате. Да се амнестирате дека па не се амнестирам, тоа е тука е прашањето на објективната одговорност. Меѓутоа во конкретна смисла кога ќе дојдете во оваа ситуација, многу се важни другите елементи. Прво има директор агенцијата и тој носи личната одговорност. Јас не сум директор.
во вториот период. Јас сум потпредседател на владата, Значи- што цела година ги води преговорите за асоциација со Европската Значи сите унија. се виновни, само вие не сте виновни Не е за точно. тајвански кредити. Па јас не сум кривично одговорен на ниеден начин. Узурпација на Чувствувате ли барем лична одговорност? Јас не бегам од прашањето на одговорноста за многу работи. Меѓутоа, вие доодите да посегнете по физичката слобода на еден граѓанин на Македонија, што е сега приватен граѓанин, е ништење на сите принципи кон кои што ние тежнееме. Јас не велам дека не треба да се оцени мојата одговорност. Значи вие мислите дека сте претходно осуден, Апсолутно. живосен со пропагандите што се прават Апсолутно, и сега затоа треба што се фабрикува кривична одговорност кога таа не и постои. сега треба да ве стават врз база на таа пропаганда што е направена во затвор ни крив ни должен. Па нормално, јас сум апсолутно ни крив ни должен. Ова е една освета која што е ирационална. Од кого освета? Па освета е од тие што се уште мислат дека Тупурковски носи некаков потенцијал. Господине Тупурковски, кривичните пријави се 2005 кога е СДСМ на власт, а се активира 2007 кога е ВМРО на власт. Да. Не може сите да ве мрзат во оваа држава. Ајде не ве сака СДСМ во време на Бучковски и претходно време на Цренковски, меѓутоа не може да не ве сака и Никола Груевски, со него сте биле во иста влада. Велите дека можеби бил и член на Демократска алтернатива, министерката за внатрешни нити го велам, тоа нити ме интересира. Тоа е за мене ирелевантно. Министерката за внатрешни работи била ме член на прашавте, Демократска ме прашавте, ви алтернатива. одговорам. Значи не може сите да ве мрзат да ви водат кривични постапки. Не е мојата одбрана во тоа што некој ме мрази или не. Објективно во оваа земја од мене дојдоа иницијативи кои што би битно би ја промениле македонската реалност, а се узурпирани и земјата е однесена во друг правец. Тие работи никогаш нема да можат на крајот да се скријат. И уште верувате во Тајван, во тајванскиот проект? Апсолутно, па Тајван е историски проект за Па добро, Македонија. зар не сте свесни дека Тајван ви уништи политичката кариера, Па а тоа е сега небитно. се заканува да ве стави на повеќе годишен Тоа е затворски апсолутно небитно. Јас третман? можам на секого во еден саат, клучувајќи ви и вас ако ми дадете еден саат, клучувајќи го и Глигоров што е еден од тие што сакаше да го уништи, да ги убедам. Па ви имавте 2 години, можда па не убедивте. нема Зар две мислите години. дека во еден сат ќе не убедите? Точно, во еден саат ќе ве направам верник во тајванскиот Две проект. години Васил Тупурковски беше дел од власта на Република Македонија, висок функционер и ние не видовме некој поголем ефект од Тајван. На крај не Тајван видовте? ви ја запечати Како не политичката видовте? кариера. Во земјата влегува 200 милиони долари, Па добро, неповратни ги средства. распоредивте по функционирање на Демократска 20 алтернатива. милиони се на 97 луѓе поделени, ви уверувам дека повеќе од 10 луѓе од дана списокот нема. Значи воопшто не е И точно. на 20 крај милиони. сите тие луѓе ве напуштија. Не е битно тоа воопшто, па ја не ги купував со тоа. Да се вратите назад 98 година би го признали или повторно Тајван? Апсолутно. Господине Лазов, во една реченица, како би го дефинирале Васил Тупурковски? Интересен. Човек, интелигентен, Ваш пријател? образован пријател. Пријател без остаток. Во што е магијата на Тупурковски, бидејќи ретко кој македонски политичар со толку голем број на гласови кој таа 89 година беше избран за тогашен член на претседателството на СФР Југославија. Па добро, сега магијата не би можел ја да ја баш на сите сублимирам. Такви амплитуди политички веројатно немал никој. Значи од таа 89 година па не знам до 2005-2006 кога го доживеа тој политички дебакал, поминува 20 на години. Значи од врвот кога 80% од македонските граѓани гласат за него до дното кога ниту еден пратеник не добива на изборите 2006 година, тоа е распонот на Васил Тупурковски. Од висините до калта. Значи тука мора човек да има одредена магија, која некојаш е позитивна, некојаш е негативна, затоа ја прашав. Видите, магијата, па, сигурно ја има. Сигурно ја има, чим толку долго обстојува. Јас на времето знаме да мој порашен директор Димче Беловски рече дека е тоа феномен, бидејќи никој толку пати не паѓал, пазите зборам и то за политичкиот живот во социјализмот уште. Никој толку пати нема паднато, а после тоа да се воскресне уште појак да биде отколку што е Тупурковски. Тоа беше неговата проценка. Дали за вас голем политичар? За мене тој роден политичар. Друга работа е дали е за ово поднеби. Господин Тупурковски, дали ова ваша постојана политичка битка да се спасите од одење во затвор? Мислам, не е ова никаква политичка битка, ова е битка за човечки права, ја ќе истерам до крај. Тие што се во ѓаволското гнездо, јас ќе ги пронедам, ќе ги истерам на чистина. Се плашите дека на крајот сепак ќе мора да завршите во затвор? Затвор ништо не значи за мојата мисија. За тоа не е присутно. која е вашата- Не сум се плашал која е од вашата- затвор која е вашата 99-та, не сум се плашал од смрт 91-та, не сум се плашал
од овие минорни фигури кои што во Македонија власта ја користеа исклучиво за да узурпираат националната кауза и националните Тие интереси. минорни фигури ве декласираат на неколку политички избори. Дали е тоа Киро Глигоров, дали е тоа Бранко Цренковски, дали е тоа Лјупчо Георгиевски. Сите тие ве декласираат. Па добро, јас Не може ти да два бидат- пати на избори сум однел големи победи во Македонија. Еднаш за изборно во претседателството на Југославија, втор пат во 98 со Демократска алтернатива. Јас не сум некој што не добил избори во Затоа ве Македонија. прашам, господине Топурковски, од најомилен политичар во Република Македонија таму 88-89 година, вие дојавте во ситуација да не да се па што не ви е јасно тогаш? да се плашите дека може да завршите Па во што затвор. не ви е јасно тогаш? Тоа било идејата и тоа било каузата на кругови, на минорни луѓе кои што Топурковски, успеваат да опстанат на власт. Една работа не Што ми не ви е јасна. јасно? Мене ми е потпуно Една јасно работа зашто не ми ова е се јасна. случува. Како сте успеле на тој начин да ја уништите вашата политичка и универзитетска Успеале кариера? тие што сакале да ја уништат по секоја цена. И вие и ден Но денес- како ќе се уништи мојот опус и мојата кариера? И Како ја не вие и ден разбирам? денес не наоѓате ниту 1% вина кај вас. Вие Не е сите точно. ги обвинувате, само Не не е се обвинувате точно, вас. па, не, А јас ја мислам дека обвинувам- најголем виновник за овој политички дебакал на Васил Топурковски е токму Васил Нема Топурковски. никаков политички дебакал кај Васил Топурковски, бидејќи ни една од моите идеи не е оспорена. Напротив, моите идеи ако се реализира, ние ќе имаме многу постабилна и многу посигурна земја во Европската унија пред неколку години. Според тоа нема депласирање на моите идеи. Господине Топурковски. Има депласирање на Топурковски за да не успеат тие Знаете- проекти, од и тогаш ве профитирал политички Топурковски. На Никогаш не сватија дека мене политиката не ми е во прв план. Господине Ништо Топурковски, не ми значи. знаете што? Половина може се согласам со вас, половина не се согласам. Знаете кај се согласам, кај не се согласам. Од сите ваши идеи, може би Македонија ќе беше за нијанса побогата, ама немаше да постои. Не е точно, Македонија е сега загрозена, а не за нијанса, туку за огромно јота е посиромашна и луѓето живеат многу тешко во Република Македонија. Во периодот на тие 10 најклучни и најинтензивни македонски години во периодот од 1988 до 1998 година, Панде Колемишевски е еден од неколкумината најмокни македонци кои многу знаат, и ние вечера всушност тропаме на вистинската врата за да дознаеме одредени одговори, не само за Васил Топурковски, туку и за поблиската македонска историја. Како македонските граѓани го доживува Васил Топурковски? Имам чувство дека повеќе го доживува како човек кој ќе ја спаси Југославија, кој ќе одбрани Југославија таа 89-90 година, отколку како човек кој ќе ја воскресни македонската независност. Па мислам дека уште од почетокот, особено при распадот на Југославија, па некаде до распадот на коалицијата со Лјупчо Георгиевски, мнозинството граѓани на Република Македонија во Васил Топурковски гледа една голема политичка надеж. И како таков еден Васил Топурковски беше поразен од Киро Глигоров, бидејќи Топурковски очигледно во политиката најмногу изгуби својата битка од Киро Глигоров. Беше природно Васил Топурковски да биде првиот шеф на македонската држава. По соименствувањето Васил не остана тоа да биде. Се бореше за спасување на Југославија, подоцна замина во Америка во некој доброволен екзил во трајање од околу 6 години. Прашањето е посложено. Прво, со сигурност можам да ви кажам дека во времето кога Република Македонија добиваше својата независност, во времето на првите парламентарни избори во Република Македонија веднаш понив, името на Васил Топурковски речиси никаде и од никого и од ниедна партија не беше спомнато како кандидатура за председател на Република Македонија, на независна Република Македонија. Колемишевски? Па мислам дека едно беше мислењето на мнозинството народ позитивно, многу позитивно за Васил Топурковски, а друго беше на тогашната политичка констелација која што се создаде. Значи, вие сметате дека Васил Топурковски всушност изгуби таа битка со Пјеро Гошев, со Стојан Андов, со Киро Глигоров, па и подоцна со Бранко Царенковски во делот на лидерство во рамките на македонската левица. Да, мислам дека Васил Топурковски во сите овие имења што ги спомнавте, тој беше речиси последен на листата. Барем според сите мои информации, според моите сознанија. Обично се вели Во таа игра Васил Топурковски не играше. не играше, не сакаше или беше послаб? Мислам дека беше послаб. Киро Глигоров и Стојан Андов и Васил Топурковски, тој е тој триаголник кој се формира таа 91-92 година, како поранешни високи југославенски функционери, како поранешни соработници поблиски или подалечни на Јосип Брз Тито, и во таа битка Киро Глигоров испадна победник. Стојан Андов важеше за негов наследник, Васил Топурковски беше на трето место. Како вие денес би ги рангирале тие тројца личности? Па, таа ранг листа би останала, така како што ја кажавте вие. Мислам дека во политичката констелација, во политичкото обставување на Република Македонија, при незиното осамостојување Киро Глигоров, веднаш по доаѓањето од Белград, односно веднаш по назначувањето за председател на Република Македонија, ја презеде целата одговорност и практично си создаде своја мрежа на
политичари, односно своја мрежа на соработници, и која што во почетокот функционираше доста добро. Значи, господине Колемишевски, Во таа смисла. можеме веројатно да заклучиме дека Глигоров веројатно многу порано од Топурковски свати дека Југославија веројатно ќе нема и дека силата останува по републиките, вклучително и во Македонија. Кој кога свати дека Југославија ќе нема, јас не знам. Затоа што и кај тројцата имаше колебања. И кај тројцата, и кај Киро Глигоров, и кај Стојан Андов, и кај Васил Топурковски, како што имаше и кај мнозинството население во Република Македонија. Дали Васил Топурковски беше главниот американски играч во тоа растурање на Југославија? Не, Васил Топурковски беше еден од или единствен што проценуваше, и така бе, затоа бев и на тој начин активен, почувајќи ја и мојата релација со Америка, дека само преку интернационализација на југословенската криза ќе се избегне војна. Читавте мемоарите на Кадиевич, Не, објавени само пред 2 сум чул месеци? за содржината и го видов неговото интервју. Поранешниот шеф на Југославенската армија Велјко Кадиевич, кој веќе неколку години живее во политички екзил во Москва, пред 2 месеци ја напиша својата книга, односно своите мемоари, во кој ги обвинува Васил Топурковски дека бил шпион на американската амбасада во Белград. Всушност, на таа тајна седница во март некаде 91 година, кога се распра за можен воен удар во тогашната СФР Југославија, Кадиевич вели дека е снимен телефонскиот разговор помеѓу Васил Топурковски и тогашниот американски амбасадор во Белград, Ворен Цимерман, кај што Цимерман му дава инструкција на Васил Топурковски како да гласа. Топурковски гласа против воведување на воена состојба во Југославија и можеби на тој начин целата историја на просторот на поранешна Југославија е скренат и свртен во едни поинакви насоки. Кадиевич во тие мемоари вели дека Васил Топурковски е фатен во телефонски разговор на паузата на она седница на која се расправа дали војската ќе направи државен удар во Југославија, во разговор со тогашниот американски амбасадор во Белград, господин Цимерман. Тоа е претерување, бидејќи ние немаме вие- пауза на таа седница, нити имавме на располагање телефони. Кај што вие го прашувате Цимерман што да правите? Не, тоа е чиста лага, бидејќи ние не можеме ни физички да телефонираме од таа седница, бидејќи веќе на командното место каде што нема телефон. Сега Кадиевич лаже. Што би лажал човек на 82 годишна возраст, на крај на својот живот, во одреден екзил во Москва, кој ги пише своите Па мемоари? зашто е прво во екзил? Тоа е една работа. Зашто е во Москва? Втора работа. Трета работа. Дали човек што сакал да направи државен удар имал добри имал да речем конструктивно однесување спрема тогашните околности? Сте разговарале ли вие со Велјко Кадиевич околу можен државен удар во тогашна СФР Југославија? Не. Значи јас имам информации и од вас поранешни снимени интервјуа и разговори со луѓе блиски на Кадиевич кои што велат дека Васил Топурковски на одреден фудбалски надпревар Тоа е друго. дека има разговарано со Велјко Кадиевич околу можноста да се направи државен удар во Република ние на тогашна фудбалски СФР надпревар, Југославија. прво на фудбалски надпревар јас сум концентриран како спортски човек на фудбалски Меѓутоа сте надпревар. Второ, разговарале? јас сум сепак духовит човек и во една прилика, тоа е точно, дури сум го објавил, му предложив во куќен притвор да ги стави тројцата главни актери. Па зар тоа на југословенската. не е државен удар? Не, па тоа беше апсолутно една анекдота. Тој не ја разбра, почна да размислува на тој план и кога беше полувремето, ова беше пред надпреварот, кога беше полувремето, дојде кај мене и рече дали ти озбилно мислиш. Ја тоа сум го кажал како анекдота, така да од ова да испабрикувате дека јас сум се борел за државен удар, Само јас цитирам држи. и ваши изјави и изјави напишени од книгата на Кадиевич. Дали имало телефонски разговор помеѓу вас и Цимерман? Многу телефонски разговори и многу директни средби. Бехте ли американски човек, да не речем американски шпион во тој период на распад на СФР Југославија? Нормално не сум бил никаков американски шпион, јас бев во тесни односи со меѓународната заедница секој ден во времето на кризата, можете да проверите. Јас летав 415 пати во 91 година. Знам колку летавте. Секој ден патува во Западна Европа. Добро, иако И денес повеќе пати патува во Соединените американски држави. Сите патувања се јавни, сите средби се јавни и мојата теза е интернационализација на кризата, да не им се дозволи на луди луѓе да ја доведат земјата во војна, оти ги видовме последиците. Ја го сметам тоа за висок патриотизам, а не за некаква луда или глупава политика. Господине Топурковски, се плашите ли од лустрација во Република Македонија? Немам ни една причина. Ја прашам уште еднаш. Дали Васил Топурковски се плаши од Немам можна ни една лустрација? единствена причина. Сте били ли соработник на македонските служби? Боже сочувај. Дали Васил Топурковски беше избран како човек кој ќе биде протежиран од Лазар Колишевски и дали беше избран да биде наставник на Лазар Колишевски? И од каде таа блискост помеѓу Колишевски и помеѓу Васил Топурковски? Тоа не би знаел да ви кажам, се што ќе кажам во таа смисла може да биде претерано, може да биде грешка, може да биде нешто трето, меѓутоа факт е дека Васил Топурковски уживаше углед и доверба кај Лазар Колишевски.
Дали на Лазар Колишевски му беа битни тие гласови на македонците од Егејска Македонија кои секој застанувал за Васил Топурковски? Не би можел тоа да ви кажам. Кој учествувал таа екзекуција на Васил Топурковски таа 92 година, после таа афера со тајни преговори за името со Алој Смок, Киро Глигоров или Стојан Андов? Па, според тоа што објавувавме во вестниците, целата работа ја потекна Стојан Андов. Тој го гледаше Васил Топурковски кој наследник на Глигоров и кој своја најголема конкуренција, веројатно? Прво, Глигоров никогаш Топурковски не го гледаше како свој наследник. Никогаш. Никогаш. Киро Глигоров, Васил Топурковски не го имаше ставено на листата на наследници. Тоа можам со сигурност да го тврдам. Значи не се сака двајцата? Не зборувам за односи лични, емоционални сакања, не сакања, политички. Меѓутоа политички Киро Глигоров немаше голема верба во Васил Топурковски. За разлика од Киро Глигоров, Стојан Андов, Васил Топурковски го посматраше како своја конкуренција, затоа што Стојан можеби природно се гледаше како наследник на Киро Глигоров. И едно време можеби така важеше. Какви би односите на Топурковски и на Петар Гошев? Тие беа горе-доле слична генерација, Петар е 1 или 2 години постар. Значи Петар Гошев е шеф на македонските комунисти, Васил Топурковски е член на колективното претседателство и на Југославија, меѓутоа претходно и на југославенските комунисти. Дали Петар Гошев и Васил Топурковски како тогашни нови надежи има некоја блиска комуникација? Според мене односите им беа коректни. Кога велам коректни, тоа ќе го преведам дека ниту им беа добри, ниту им беа многу лоши. Се гледаа како конкуренција? Ретко сакаа да контактираат. Васил Топурковски, Бранко Црвенковски. Има многу дилеми зашто 98 година Бранко Црвенковски и Васил Топурковски не направија коалиција. Ако некој знае за таа работа, освен Бранко Црвенковски и Васил Топурковски, тоа е Панде Колемишевски. Зошто Топурковски и Црвенковски не направија 98 коалиција? Па јас не претендирам дека се знам. Али знаете многу. Меѓутоа можам да кажам со сигурност дека во 1998 година коалиција меѓу Социјалдемократскиот сојуз и Демократска алтернатива не бидна, не по вина на СДС и не по вина на Бранко Црвенковски, ако веќе зборуваме за некаква вина, условно речено, нели? Коалицијата не ја сакаше Демократска алтернатива. Еве, кога веќе отвараме можеби за прв пат ова прашање од поновата македонска историја, дали има обиди за контакти на Бранко Црвенковски да направи коалиција со Васил Топурковски 98 година? Да. Случувале вие во некои такви обиди? Да. Вие бевте веројатно еден од ретките кој му сугерираше на Васил Топурковски 98 година да не припартија. Бидејќи дека тоа ќе биде грешка. Многу мина денес после 10 години велат Дражо Лазов беше во право бидејќи кога Васил не направеше партија 98 година, 99-та ќе се прошеташе на претседателските избори. Видите, јас околу таа партија само 2 збора. Сите мислеа, дури и активисти на ДЕА, дека сум ја во партијата, да не кажам некој вид сива еминенција, финансиер и така натаму. Па добро, долго биеше глас дека вие преку лотари на Македонија го финансирате тој екзил политички на Васил Топурковски дека беше во Америка. Не, тоа воопшто не е точно. Ако лотарија помагаше нешто, и тоа со договор, со еден коректен законски легален договор со Тото Калчо, лотарија помагаше со тоа што средствата од спортска прогноза ги насочуваше на Олимписки комитет. Му сугерировте ли на Васил Топурковски да не пред политичка партија? Јас сугерирав. Ја му реков дека моје мислење е дека полесно ќе стане претседател на Македонија ако не влегува во тој казан. Зашто не ја послуша? Не ме послуша, ми кажа нешто што мене ме замисли и ме замолча на крајот на криштата, ми рече Дражо, јас не сакам во никој случај да бидам протоколарен претседател. Обично ние потребуваме некои други изрази, англиска кралица и така натаму, рече не сакам да бидам протоколарен претседател. Сакам да можам нешто да направам, да сменам, да направам нешто позитивно за државата. Затоа треба партија. Тоа ми рече и на тоа више нема што да додадам. На што се должи овој политички дебакал на Васил Топурковски? Кој е виновен за политички дебакал? Самиот Васил Топурковски? Обично луѓето што го познаат, вие сте еден од велат, се обкружи со многу лоши соработници. На крајот сите тие лоши соработници ги зема парите и избегаат Васил Топурковски, а во казанот остана да вари и да врие само Васил Топурковски. Има доста вистина во тоа. Има доста вистина во тоа дека на неговата ваков дебакл политички кумуваше неговото обкружување. Тоа има доста вистина. Сето тоа, крајна линија, може да му олесна, не може до крај да го амнестира. Циле си е крив и за такви состојби.
Дали е тоа во прашање преголема доверба во луѓето? Дали е во прашање погрешна кадровска проценка? Дали е во прашање што трето? Во секој случај се испостави. Наистина се испостави дека тие на кои што требаше да смета, на кои што требаше да се подпира, му завртеа грб. Господин Лазов, вие бевте голем директор, па дури во една ранг листа, ако помнат момина, ве ставивме го 10 најмокни директори, па се лутевте едни за се првот, меѓутоа сепак бевте голем директор, бевте од таа топ голема македонска десетка, има одредена приказна. Би сакал да ве прашам без разлика како ќе одговорите дека 2000 година големите македонски директори му сугерираат на Васил Топурковски да излезе од владата со Лјупчо Ѓоргиевски и да направи влада со Бранко Цренковски. Бидејќи во поновата македонска историја јас не памтам партија или политичар со толку 4 мокни министерски места да ја напушти владата како што ја напушти Васил Топурковски. Мислам дека таква работа нема. Ја мислам дека тоа е негова оценка. Бидејќи велат во куќата на еден од големите македонски директори се водат тајни разговори Бранко Цренковски и Васил Топурковски пролетта 2000 година. Ве молам, сигурно тоа не било кај мене, ако било ќе ви кажам. Значи јас тоа не го знам. Го гледали големите македонски директори Васил како наследник на Киро Глигоров на таа позиција претседател на Република Македонија 99? Па видите, ако можам да ценам некое расположение, тие големите директори, сите тие директори, ајде да кажам сите ние директори тоа време. Бевме на некој начин директори уште од листите на СКМ. Значи таа ваша близкост со Васил си постоеше? Не, со Васил не сме биле толку блиски, али со СКМ секако. Сега, ако тоа беше период на ВМРО ДПМН, кога се одлучуваше дали да излезе, да не излезе, да конкурира, да не конкурира за кандидат за председател. Тогаш предпоставувам дека на сите тие директори поблиска варијанта им беше, поприродна варијанта им беше Васил Топурковски него кандидат на ВМРО. Тоа е така една сосема необврзна предпоставка која би евентуално ишла на оваа линија, меѓутоа ја кога што дам такви разговори немало. Каде го гледате Васил Топурковски после 10 години? Повторно на македонската политика или мислите дека една за секојаш е тоа затворена книга? Видите, јас мислам дека ќе биде голема штета ако еднаш за секојаш се затвори книгата. Голема штета. Господин Топурковски, тука морам пред редаче да ви признам една работа. Кажете. Долго време сметав дека сте земале провизија, вие, Да. Александар Димитров и Вања Витолјани од Тајван. Да. Морам да кажам дека сега не сум сигурен во тоа, бидејќи гледајќи како живее Александар Димитров, кој едва и се спаси од банкрот, гледајќи како се мачи Вања Витолјани, сади некои 7 хектари компири во Беровско, гледајќи како вие функционирате, јас денес сум сигурен дека не сте земале провизија. Топурковски, ја да ви кажам, Меѓутоа, тоа што ви замерам е на оној несмасен и неорганизиран начин на кој дозволивте да се трошат еванските кредити. Не велам дека има кривично дело ваше таму. Меѓутоа, навистина моравте да бидете свесни дека во Македонија тие кредити ќе ги разграбат луѓе блиски до вас и на крај сите ќе перат раце, а вие ќе останете во ѓубрето да мора да за тие одговарате. работи и затоа се врзавме со комерцијалните банки. Уште еднаш за целата јавност, еднаш нека размисли таа јавност, вклучувајќи ви вас затоа што бегате од таа констатација. Ние ги предадовме парите на банките. Банките работат по закон за банкарско работење. Значи вие сметате дека Васил Топурковски е чист кога стана збор, кривично зборам, за тајвански кредити. За кривично гонење тоа е апсурд, тоа е уште еден напад врз една државна институција да се натера таа да испабрикува кривично дело во случајот на Топурковски. Зошто би и фабрикувале кривично дело против вас кога вие сте веќе поразен политичар, кога вие веќе сте уништен политичар? Очигледно не сум. Кој може да се плаши уште од вас? затоа што можеме да се вратиме на клучни инстанции на македонските работи. И ќе видите дека моите предлози се тие што одлучуваат за квалитетот на животот во Македонија. Земете го историскиот договор со албанците. Земете го прашањето на односите со Грција и со името. Господин Топурковски, мислите дека вие ќе решите проблемот со името? Апсолутно. Може да го реши. Дали вас Еден одважен државник, патриот во Македонија може да го разреши прашањето на името. Дали Ја не велам дека сум тоа јас, но може да се реши дали прашањето Васил на Топурковски името. ќе правеше конфедерација со Грција? Апсолутно. Ќе правите конфедерација со Грција? Зашто да не? Грција е членка на Европската Сте унија. разговарали ли со некој во Грција? Ние понудивме како демократска алтернатива во документ пред целата македонска јавност во 2002 година декларација за специјални односи со Грција. Со кого ја преговаравте таа декларација? Со Јоргос Папандреу? Не. Вашиот пријател? Не, со јас него и со хотелска? Јоргос Папандреу сум разговарал стотици пати за проблемот на името и стотици пати во смисла на аргументи сум го поразил. Они немаат аргументи за да ние го смениме името. Со кого тогаш преговаравте за конфедерација меѓу Македонија и Грција? Јас немам статус да преговарам. Мене ме осудија 92 година Добро, дека со сум го кого продал тогаш- името кога бе приватен Добро, граѓанин. со кого тога сте разговарале за конфедерација меѓу Никогаш Македонија не сум и Грција? разговарал за односите со
Грција кога сум имал службена позиција во Македонија. Добро, еве како политичко и приватно лице, со кого сте Како разговарали? приватно лице, моја слобода е со кого ќе разговарам и какви возможни солуции може да произлезат од тоа. Дали Интелектуалец Васото сум што Пурковски- размислувам, дали што Васото размислувам Пурковски за нашите односи, за интересите на Македонија. Македонија Господине во Пурковски- било каков однос со Грција ги решава сите своји Добро. проблеми, а ние се караме со Грција. Ајде, едно прашање. Дали Васото Пурковски разговарал како приватно лице со господинот Папатамилис, еден од најголемите националисти, долгогодишен главен политичар во Северна Грција, околу можна конфедерација меѓу Македонија и Грција? Јас со Папатемели сум разговарал за решавање на квалитетот на односите меѓу Македонија и И добро, Грција како двајца интелектуалци. Кога вашите сонародници македонците од Егејска Македонија кои се тука, го слушаат ова, а ве гледале 15 години ко Господ, зар не мислите дека сега ќе почнат да ве плюкат? И дека ќе сметат дека ги Не. предавате нашите македонски национални интереси, Не, напротив. правејќи конфедерација со Грција? Не, напротив, би се решиле сите прашања на моите сонародници. Би се решиле имотните прашања, значи тие би станале побогати, би можеле да ги решат перспективите на своите деца. Би се решиле прашањата на статусот, би Господине станале Пурковски, граѓани на Европа Ако на и тие би луѓе- се решила ако- позицијата на ако- Македонија. Ако на тие луѓе им беше убаво во Грција, немаше да бегат. Немаше да ги во напуштат, Грција на тие немаше да ги луѓе и до напуштат ден своите денеска би им било имоти. најубаво зашто тоа е нивниот роден крај. И јас не сум спремен да ви потпишам бланко дека ве може во моје име да преговарате за правиме конфедерација со Грција. А ја дали би биле спремни ако си го повратите тоа што го имате во Грција, ако станете европски државјанин Топурковски, во квалитетот на односите има со нешто- Грција, има ако нешто- станете побогати и ако можете на вашите деца да Значи, им обезбедите господин- перспектива во 21. господине век, Топурковски, или ќе останете во 19. век. Има одредени работи со кои не се тргува. А тоа е чувството. Тоа е чувството дека сум македонец и тоа е чувството дека се дека Гркот не е свесен дека јас сум македонец и сум тотално различен од тоа Па што како вие они не мислите прикажат. да имаме специјални односи со Грција ако не се признае комплетниот статус на човечките права и на дигнитетот на македонците? Ја не мислам дека треба да ме специјално односи, затоа ве прашам. Специјалните Бидејќи односи- такви преговори кои беа меѓу Грилакис и Глигоров околу името и околу одредени исто конфедеративни облици, јас исто ги осудив. Јас сметам дека ова држава веќе еднаш конечно мора да застане на свој ноце и да знае што сака. Оваа држава за да застане на свој нозе треба да ги реши прашањата на можниот татак по незиниот територијален Да, интегритет. ама ние господине Топурковски постојано се грчиме. Дали ќе правиме конфедерација со Грција, дали ќе правиме конфедерација со Бугарија, дали ќе правиме со А Србија. што е конфедерацијата, односно федерацијата со Европската Тоа унија? е веќе сосема друга А работа. не воопшто Тоа е веќе друга сосема работа, тоа е потполно истата работа. Јас не знам Најголем дел не, од сувереноста не сте вие во право. суспендирате кога одите во Европската Господине унија. Топурковски, Најголем дел од не сте вашата во право. сувереност Меѓутоа, во таа се Европа- решава за вашите работи во Во Брисел. таа Европа никој не ни спори територија, идентитет, јазик и нација. А сите овие соседи што ги спомнавме, по било кој основ ни спорат нешто од нашиот идентитет. Па, значи, Србите црква, бугарите јазик, грците Па територија како име. мислите дека може да остварите специјални односи со Грција ако продолжи тој процес? Напротив, се решава. Се решава прашањето на движењето, се релативизира границата, се решава признанието на идентитетот, бидејќи инаку не може да има специјални односи, и релевантно станува прашањето на името. Никој повеќе нема да ви го атакува името затоа што влегува во непосредни односи со вас. Па сега дури Во не јасно- сите тие елементи е спасот на Па Македонија сега и дури- некој мора да погледне во очи на тие можности. Господине Топурковски, па сега ми е јасно зашто сте преговарале со Алој Смок пред 15 години, прв од македонските политичари за промена на името. Јас досега може да се сомнев дека вие сте преговарале, сега сум сигурен дека сте преговарале. Не бидете сигурни, бидејќи јас бев тогаш приватен граѓанин и може да правам што сакам како приватен Вие сте граѓанин. разговарале Едно, за Централна второ, Балканска република Македонија Не. и на маса биле 3 милиарди Така германски е, марки така е. за да прифати Македонија да го смени името. Така е, меѓутоа не биле тоа преговори или разговори, тоа ми беше пренесено од овој земок и јас утедента тоа му го пренесов на председателот Глигоров. Бев приватен граѓанин. Бевте пратен од некого да преговарате со МОК? Не, Или само не иницијативно преговарав. ќе Јас се видов само иницијативно се видов со министерот Мокот и сме пријатели. Тој се вратил од одмор во Грција, ми ги пренесе предлозите на тогашниот премиер Мицотакис. Јас бев приватен граѓанин, ги примив, му кажав дека нема политичка сила што во тој момент може да ги прифати и му ги пренесов на председателот Глигоров. Значи, господинот Пурковски, вие сите глупости ги правите ко приватен граѓани. Преговарате со Тајван ко приватен граѓани, делите кредити ко приватен граѓани, ќе правите конфедерација со Грција И ко како приватен граѓанин. и разговарате за промена на име ко приватен И како граѓани. приватен Ке ве граѓанин, молам, немојте повеќе ко приватен граѓанин ништо да правите во и име на како Република приватен Македонија. граѓанин и во секое службено својство сум потполно консеквентен. Патриот сум кој што на прво место ги става националните интереси, храбар и одважен сум да ги видам перспективите кај што не ги гледаат другите и да ги предложам без страв за мојата политичка кариера. Останете со нас и по рекламите, да го проследите финалето на нашето вечерашно досие. Господине Топурковски, кој е Колеја Гечето? Колеја Гечето е една фиктивна фигура
Нашиот македонски премиер исто е Никола, нагалено коле, тоа е навистина има потекло по коинциденција. татко од Егејска Македонија, дали е тоа нашиот премиер? Не сум чул дека нашиот Тоа е премиер ваша го представа, викаат тоа е ваш коле. текст по кој ќе Не се сум чул прави. дека нашиот премиер го викаат коле, според тоа е една друга Мислам фиктивна. дека пријателите го викат, али не е ни важно. Наистина не знам, тоа е една фиктивна личност, поише може да ми се приближи мене отколку на премиерот. Тој е геец, тој е пилот на Југословенската народна армија. Лојалностите му се доведени пред крупен знак прашање, што му раѓа нејасноти во неговиот живот, бидејќи во 91 година се распаѓа Југославија, каде што тој по формула е лојален, бидејќи е мајор на Југословенската армија, плюс тоа пилот. Од друга страна, не му се решава прашањето на националниот интерес, тој е македонец, егејски националист, а од трета страна не може да се снајде ни во односите со семејството. И тоа е колегејчето што јас ќе го промовирам во еден драмски текст, што ќе ги изненади пак сите, затоа што уште еднаш ќе направам нешто што не се очекува од Тупурковски. Значи, Васил Тупурковски ќе го гледаме како драмски писател. Васил Тупурковски ќе го гледаме затоа што подготовките почнуваат во јануари, некаде во март месец, коинцидирајќи со судењето, ќе можеме да го видиме, да ја видиме и таа представа. Луѓето со кои сум разговарал велат дека ќе биде топ представа. Каква? Топ? Да. Ќе биде топ дека представа. веројатно во последните 10 години таков драмски текст не е напишан во Република Македонија. Во последните 15 години, ако ги реализиравме моите проекти, ова ќе беше една од најслабите работи што сум ја направил. Сега може да се случи за жал за Македонија ова да биде најдобрата работа. Значи откривме уште еден скриен талент на Васил Тупурковски. И знаете ли главните глумци кои ќе видат? Најдобрите во Македонија. Значи, со задоволство ќе чекам таа ваша представа, господин Тупурковски. Се надам дека нема да завршите во затвор. Не, нема да може до тоа да се случи, меѓутоа ќе имаме голем шоу од страна на државата. На крај крајва и Васлав Хавел беше голем режисер, завршуваше затвор. Меѓутоа на крај го амнестираше историјата во Чешка. Каде заврши после тоа познато име на сите. Многу среќа. Навистина сметам дека некогаш во кариерите на одредени новинари мора да прати одредени непријатни интервјуа. Сум е светал за голем политичар. Направивте големи грешки господин Тупурковски, меѓутоа и покрај се велам да не постоеше Васил Тупурковски, требаше да го измислиме во Република Македонија. Благодарам многу. Многу среќа. Благодарам. Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Ефтов. Вечерва, почитувани гледачи, го проследивте нашето телевизиско досие со работен наслов Васил Тупурковски од наследник на Тито до кандидат за еден од македонските затвори. Ние се гледаме идниот вторник од 20 часот и 25 минути со последната емисија за оваа година, кај што ќе бидат прикажани најдобрите инсерти од нашите 11 емисии кои ги имаме снимено некаде од септември до декември 2007 година. Ви посакувам пријатно вечер Македонија, каде и да си.